Значи денеска е ден кога се избори во лекарска комора. Можеме да кажеме дека имаме два кандидата. Едната е Калина Старделова, додека другата е Ленче Нелоска. На сето ова предходеше момент во кој што последното собрание кога се распушташе предходното раководство со 27 делегати се промени статут во лекарската комора, кој што не беше променет долги години од кога постои лекарската комора. Така да ние тројца делегати дадовме до суд преставка. Имаше постапка една во која што судот повторно кажа дека тоа било нормално со 27 делегати. Ние бидејќи не сме задоволни од таквиот одговор на судот, дадовме до апелација повторно приговор. Кои се вашите очекувања во однос на изборот помеѓу овие двајца кандидати? Што очекувате од нив? Па гледайте, лекарската комора застапува интереси на примарно, секундарно и терцијарно здравство. Очекувам да победи оној кој што има повеќе поддршка од поголемиот број на делегати. Секој кој да биде првиот човек треба да се залага за интересите на лекарската фела, за подобро здравство, да направиме вистински реформи во кои што ќе имаме задоволни доктори и задоволни пациенти. Сметате ли дека до сега функционираше како што треба собранието на лекарската комора и дали мислите дека нешто би требало да се промени со новиот претседател кој што ќе? Сметам дека лекарската комора требаше да биде поактивна во однос на медиумските настапи, каде што ќе си ги промовираше проблемите, во однос на промовирање на идеи на нови реформи во здравствениот систем, во однос на креирање на бројка каде не достига здравствен кадар. Значи има можности, тој кој што сака да работи и кој што има капацитет, секогаш ќе најде нешто со кое што ќе ги придвижи нештата да бидат подобри. Кој е моменталниот најголем проблем со кој се соочува лекарската комора? Па гледайте, значи има спротиставени страни, значи лекарската комора треба да се бори, прво да знае базата кои се барањата, значи треба да мине на терен, такво нешто не постоеше во изминативе 4-5 години, имаше големи несогласици во однос на извршниот, каде што имавме различни видувања за нештата како треба да функционира една лекарска комора. И сметам дека следните кои што ќе дојдат, се надевам дека ќе си поменат на терен да си го видат проблемот во секој град, заради тоа што секој град има посебни здравствени проблеми во однос на креирање на здравствена политика. Недостига здравствен кадар, тоа е факт, специјалистички. Ние имаме во Македонски Брод, каде што имате цело оделение за неонатологија, но немате гинеколог, не разбирате. Значи недостига кадар, катаракта се прави само операција на катаракта во неколку града во републиката, додека зошто тоа не би се правело во секој град. Значи второ за нуклеарна медицина исто нешто каде што бројот на популацијата во Република Македонија бидејќи немаме море, значи проблемот со тироидните жлезди и сите други компликации кои што ги носат е навистина голем на нашата популација, а имате такви институти само во Битола и во Скопје. А побарувачката, патологијата е навистина на незавиден, значи на голем процент од нашето население, така да сметам навистина дека треба да се креира побрзо кадар, сметам дека специјализациите треба да се скратат за да може да искреираме од сите видови специјалисти во сите градови. Така нашите граѓани ќе бидат задоволни, нема да чекаат за катаракта цела година. Имаат ли еднаков случај со оние приватни лекарски здруженија при креирање на тој процес на програма во соработка со лекарската комора на Македонија? Гледате, значи во новиот статут се донесе едно апсурдно, значи еден член се смени, каде што сакаат да ме елиминираат, значи председател на здружение на приватни лекари како што е нашето, да не смее да биде активен во структурите во ниедно ниво на лекарската комора. Тоа е навистина голем апсурд, заради тоа што порано лекарската комора бараше луѓе напротив кои што своето време ќе го трошат во интерес на колегите и да направат реформи, а денеска вие имате една ситуација во кој што некој променува статут заради вас за да ве елиминира и да не бидете активен во структурите и да немате никаков линк. Предходниот мој кој што бил председател, значи предходникот во здружението, не само што беше председател на ЗПЛРМ, туку беше и подпредседател на лекарска комора. Така да имате исти луѓе кои што во различни моменти имаат различни мислења и ставови.